Македонија ќе мора да ја плати таксата за руски газ, а доколку не се ослободат количините и се оствари сценариото за енормно покачување на електричната енергија, ќе биде погубно за македонското стопанство, а на крајот цехот ќе го платат граѓаните. Познавачите упатуваат критики дека по кој знае кој пат граѓаните и стопанството се пред свршен чин да платат цех поради погрешните политики на власта. Клучно е што и покрај сите досегашни кризи повторно немаме алтернатива за снабдување со енергија. Жалосно што сме доведени во ваква ситуација. Инаку Македонија прави стратегија за енергетски развој на секои 5 години и доскоро во тие документи немаше воопшто спомнато алтернативен гасовод. Конкретно за струјата Цицунков не очекува подраматичен удар, но скапиот гасовод ќе предизвика сериозни проблеми, особено во делот на топлинската енергија. Има Тето, тоа е приватна компанија, од нив купуваме. Ако ни одговара цената, нели? Значи, за електричната енергија не треба да има толку големо влијание. За грењето, да. Дел од експертите предупредуваат дека поскапиот газ и електрична енергија ќе предизвикаат огромен притисок во производствените капацитети во државата, кои во голем дел се зависни од гасот. Тоа ќе влие врз цените и ново подгревање на инфлацијата. Зимата ќе биде крајно драматична, би се рекло. Не дека ќе се не зборам во ние катастрофални услови дека нема да имаме електрична енергија, но ќе имаме електрична енергија која ќе биде малце поскапа, ќе биде скапа, ќе удри во џебот на граѓаните, ќе направи голем притисок кон понудата и побарувачката на производи, ќе покачи цената на чинење на производите. Економските и енергетските предвидувања и за оваа зима се лоши, затоа според познавачите неопходно е што побрзо да се преземат мерки за ранливите категории, а на долг рок мора да има реформи во сите сектори за економијата да тргне напред. Ние сме енергетски зависни како држава, тука треба да се направи стратегија, ние треба земјоделието да го авансираме затоа што ние сме тука добри, не сме во IT компанија, да не се лажеме, ние треба образованието да го форсираме или да направиме длабоки реформи во образованието и во судството, за да имаме фер однос кон пазарот. Во кризни ситуации сите држави учат. Сите држави прават реформи и излегуваат во таа ситуација, затоа што штетата веќе направена. Само овде не гледам некој да научи нешто. Инаку моментално имаме газ до крајот на месецот, односно околу 180.000 нормални кубни метри газ, што не е ниту половина од потребите на електраните и индустријата кои изнесуваат околу 450.000. Бугарската такса за руски газ вчера доби амини од Европската комисија и Бугарија сама ќе одлучува што ќе прави со собраните пари од околу 1,5 милиарди евра. Македонските власти најавија можност за арбитража доколку не се ослободат количините, а одлука за ова ќе чекаат до крај на ноември.